Сликата во Скопје утринава попристојна, но се уште далеку од она што го очекуваат граѓаните. За разлика од изминатите денови, скопјани денеска барем можат да се доближат до некои од контејнерите, иако не секаде. Се уште има такви кои се преполни, а и просторот околу нив, она што се разлеало од сметот и се залепило на улиците, и денеска го газат граѓаните. На овој простор тука најмногу се движат учениците кои го газат овој извор на зараза, па потоа го носат во училниците, го носат на местата каде што јадат на големите одмори, па и во своите домови, зголемувајќи го ризикот по своето здравје. Само иницијативната мобилизација на дел од скопските градоначалници со помошта од другите градови за собирање на сметот, кој се претвори во политичка тема број 1 меѓу двата изборни круга, делумно вроди со плод, а по низата критики изминативе неколку дена и комунална хигиена Скопје се пофали дека вчера собрале 350 тони смет од скопските улици, односно на булеварите Гоце Делчев, Партизанска, Теодоси Гологанов и на уште неколку улици и локации во главниот град. Воедно праша и каде точно собирале градоначалниците вчера и каде го одложувале отпадот. Дел од граѓаните од вчерашните активности не почувствувале ништо, покрај контејнерите гледаат школки за тоалет, распарталени кеси од кои јадат уличните кучиња и ја чувствуваат смрдејата која им е под самите прозорци од домовите. Днес од вчера гледаме што се прави. Без разлика кој е крив, дали едните или другите. Че ни спотрујат. Европски град изгледа вака во 2020. Ќутете, ова е ужас е. Ужас е, не се дискутира, не знам, ние сме народ ли сме, имале малку култура да имаме. Малку за себе, за своите деца, за своите внуци. Шо е ова е ужас. Апсолутно многу лошо. Ова не е било никогаш. Еве гледат исто. Исто е кај нас е исто. Нема нешто подобро. Тука имавме контејнери, сега ги нема. По неколку теповици изминатиот период за прогласување на вонредна состојба од влада конкретно не одговорија дали се размислува за оваа варијанта или за преземање на градските ингеренции. Оттаму за Канал 5 повторија дека со заклучок се задолжени надлежните институции за испитување на работата на градот и комунална хигиена. Воедно за непостапувањето околу состојбата која велате загрижувачка, за надлежните институции ќе има директна одговорност. Инаку полициски инспектори пред 3 дена влегоа во комунална хигиена и град Скопје, но епилог се уште нема.